Здраво во Доли, добро ни дојдовте и ајде да видиме што ќе донесе октомври за вас. Продолжуваме како и досега генерални тарот толкувања за сите вас, за многу полиња и области од животот. Затоа не може се да што ќе чуете да биде лично ваша порака, она што сака да дојде кон вас порака, вие ќе си ја препознаете. Јас искрено се надам дека ќе ја препознаете, ќе ви помогне. Токму и за тоа го правиме ова, нели? Ајде сега да видиме, но кратко само, пред да започнеме, ве потсетувам, лайкувајте, споделувајте, коментирајте и претплатете се. Станете дел од сето ова, затоа што овој пат повторно некога ќе го изредуваме со бесплатно лично тарот толкување. Ајде сега да видиме со што ќе се соочуваат водолиите во октомври. Некој од вас, па повеќето, кон вас нешто доаѓа, кон вас некоја енергија е тргната. Може би уште во септември, може би ова е ново и ќе биде во октомври. Значи за сите ќе биде различно сите ќе го доживеете во различни полиња од животот. Меѓутоа, без разлика за што и да се работи, ова е нешто реално, ова е нешто вистински, ова е нешто што се доживува. Ова не се идеи, ова не се планови, ова не се чувства или абстрактни работи. Ова е нешто реално. Доаѓа кон вас, ви го носат, очигледно, доаѓа од страна. За некого е подарок, за некого е извинување, за некого е план, зашто и да е нешто кое ќе се случува. За некого е во љубовта, некоја голема страст доаѓа кон вас од некој човек. Ова што доаѓа кон вас, доаѓа од некој роден во знакот на лав, овен или стрелец. Значи се што доаѓа и што ќе се случува од некој во тие знаци. Досега вие бевте обкружени со други некои луѓе, може би рак, може би риби, може би шкорпии, но ова сега што доаѓа од други луѓе. Сега, или пак сосема друга енергија со која не сте биле соочени до сега. Ова е нова, ова е освежувачка, ова е нешто што ќе ве врати во живот, ќе ви даде повторно смисла, ќе ви даде насока, ќе ви даде буквално ќе ве освежи, ќе ве регенерира, ќе ве подмлади. Се што мислевте дека е закопано, завршено, не постои во вашиот живот, сега ќе се врати. Меѓутоа се враќа обновено, многу некако младалашко, ете така ќе кажам, значи со таква една голема, силна енергија, полна страст. Вие во октомври многу ќе се забавувате, ќе прославувате, дали со блиските, дали со семејството, дали со партнерот, дали со пријатели. Ќе славите, ќе се забавувате, ќе уживате. Вие овој месец ќе засадите нешто. Значи, метафора, под наводници, засадувате нешто. Вие отпочнувате нешто ново во вашиот живот. Дали во љубовта, дали во работата, може да е и во работата, може е нова понуда за работа, може би се префрлате сега некаде другде. Ова што доаѓа не е од вас што доаѓа, во секој случај. Ова што доаѓа е надворешно, доаѓа од некои други луѓе, ако е во работата, доаѓа од некоја многу силна личност, многу моќна личност, некоја која може буквално да му го промени животот на некого. Од таква личност ќе доаѓа. Вие ќе се пропуштите на се она што доаѓа кон вас овој месец, ќе уживате, ќе одите заедно со бранот, буквално ќе заборавите на сите проблеми,
на сите грижи, на сите стравови. Овој месец вие ќе забравите на се, ќе оставите настрана се, буквално се, затоа што ова ново што доаѓа ќе ве, кажав, врати во живот, ќе ви даде смисла. Целиот месец вие некако, дури до најситни детали, ако зборуваме и за најситните нешта што ќе ви се случуваат, јас ве гледам дури и како по дома, кога нешто работите, спремате ручек, чистите по дома, буквално се што правите, подпевнувате, уживате, значи ништо нема да ви биде тешко овој месец, ќе уживате во се, апсолутно во се. Некоја убава енергија ќе биде околу вас целиот овој месец. Нешто ќе ви дава и волја, и живот, и ќе ве поттикнува, ќе буди во вас некои нови убави чувства. Сега, може би некој во знакот на рак, риби или шкорпија ќе биде несреќен во случајов. Може би вие ќе го отфрлите, може би тоа премногу работа беше за вас, тоа премногу труд, се беше на вас оставено и не помага. Од другата страна не доаѓаше, едноставно не добивавте за возврат ни приближно оноку колку што вие дававте, и тука вие ќе ставите крај, ќе пресечете тука завршува целиот ваш труд, целата ваша посветеност, и овој рак, ова шкорпија нема да биде среќна. Дури и повредена ќе биде, јас гледам. А може би и ќе ви праќа пораки, ќе ви се јавува и сака да ви каже како не се чувствува добро после вашите постапки. Но вам сега ви е потребен нов почеток и токму таков доаѓа. Значи, буквално нов почеток. Ова е 0, првата карта во таротот, ова е почеток на целиот овој циклус. Значи, сите овие карти доаѓаат по неа. Се што доаѓа во животот доаѓа после овој почеток. Вие сте сега во еден нов почеток. Овој нов почеток буквално во секој поле може да се однесува. За секој ќе биде различно, меѓутоа, зашто и да се однесува? Ова е нешто што не само вас, туку и сите вас во домот, тие што имате семејство, ќе ве направи да си ја вратите волјата и да си ја вратите енергијата, радоста во домот. Тие што сте сами ќе си го вратите, ќе ве врати во живот, ова буквално ве враќа во живот сето ова ново. Почнувате ново и уживате во сите овие почетоци. Други од вас кои се занимавате со нешто, сега конкретно оваа порака, ако сакате да бидеме конкретни, вие што се занимавате со ова, што работите буквално со своите раце, нешто стварате, креирате, работите во некакви вакви работни задачи имате, вие најмногу треба да внимавате, затоа што на работно место може би некој помлад сака нешто да ви смести, да ви направи нешто, да некаква измама, нешто сака да украде, па да ве обвинат вас, нешто такво. Или пак имате некакви конфликти со претпоставените, или имате некакви конфликти и недоразбирања со работниците. Внимавајте на која страна ќе бидете, затоа што ако се обидете вие да направите нешто неубаво, ќе биде откриено, затоа внимавајте, многу внимавајте. Други од вас, ова е порака за жените. Вие, некои водоли овој месец ќе стапат во брак, а некои водоли по возраст, некои веќе се во брак. Кај вас во бракот нешто се случува неубаво, а ова неубаво не се расправи проблеми, туку е некаков недостаток. Во вашиот брак има нешто што недостига, може би љубов, може би финансии, може би идеи, може би радост, нешто недостига. Овде има една
порака за вас, за сите вие, бидете трпеливи, ова беше еден пат кој требаше да го изодите и сте сега на крајот. Сега веќе се гледа светлото на крајот од тунелот. Ке го видите за скоро, во октомври ке го видите. Издржете, вие сте при крај. Сега некои други водоли се буквално одсутни од дома. Дома вас ве нема, значи одсутни сте, или пак да не заборавиме некогаш сте на другата страна од приказнава, значи можеби па некој друг е одсутен. Некој во домот фали физички моментално, и можеби некаде сте заминали, или вие, или некој заминал од дома, некаде по нешто, по работа, или што и да е, како и да е, и фалел многу, не достигал во домот, и октомври месец се враќа, доаѓа, или вие, или некој што ви не достига, се враќа и доаѓа и ќе донесе многу вредни подароци. Многу вредни подароци. Се што значи зборот подарок, тоа ќе го добиете или тоа ќе го дадете овој месец на блиските и на тие што ви значат. Драги водоли, јас се надевам уживавте. Тоа ќе биде тоа за сега и до следното. Чао, чао.